Во студиото веќе мојот трети соговорник Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина. Јовановиќ, ти благодарам што ја прифати поканата. Имаме актуелна тема за разговор. Да, ви благодарам на поканата. Поздрав до сите. Поздрав и до моето семејство. Вие сте познат човек, активист кој се бори против децата питачи кои што се секојдневно на улица. Она што сакам да го зборуваме е летото веќе дојдено, она што го знаеме веќе со години, како летните туристички центри имаат веќе зголемен број на деца питачи. Вашиот став, вашите сознанија, она се што правите е дека тоа е организирана банда која што од едно место на друго место оперира, да кажем, низ државата. Каква е ситуацијата денеска во Македонија? Моменталната бројка е намалена. Браво. Овој проект веќе функционира 4,5 години, 4 години и 6 месеци. За 4 години и 6 месеци успеавме прво институциите да ги разбудиме со помош на медиумите, на целата моја кампања, каде што во цела Македонија гостува во сите 88 општини. Ако ние иле не бевме активни и ја немав поддршката од медиумите, од главни уредници, од дописници, социјални мрежи, граѓаните тука најмногу им благодарам што и те помогна да ми дават насоки, информации, бази на податоци, каде што, на кои локации и така натака ги имаше, ние со тоа немаше да успеевме. Значи, јас кажав дека во изминатите мои гостувања, ние не можеме преку ноќ овој тренд на питачење да го згаснеме, но ме радува постепено бројката се намалува и многу ме радува што јас кажав дека тука не застанувам. Министерството за внатрешни работи веќе постапува по нашиот акцијски план. Они си имат исто акцијски план, каде што постапуваат. Градиме иднина Скопје се обраќа до СВР Скопје, каде што преку нивниот ланец иде моето барање до сите полициски станици да се известат, да се алармира, да се вклучат. Полициските службеници и полициските станици веќе постапуваат во следните градови. Во Дебар горе доле го решивме проблемот, но не можеме преку ноќ. Тамо е по алармантна полицијата. Тетово ја разбудивме полицијата, полициските службеници, полициските станици. Гостивар, Веле сега пред 3-4 недели имаше акција за сузбивање на питачењето. Полициски службеници со присуство на полициската станица беа на терен да прават промоција на овој план, дека не треба да се дава, дека местото не им е тука и колку помал се дава, толку помалце ќе ги имаме, затоа што Велес ни беше горлив проблем со питачите. Не можеме, кажавме, дека преку ноќ да се реши, но имаме планови, стратегии, визии и активности како да се сузбие и тамо питачењето. Западна Македонија е позната по летно време каде што дијаспората и селениците се враќаат во Македонија да прават најчесто свадби, и сега тие кога ќе дојдат од дијаспората доаѓаат со малку повеќе пари од што ние имаме во джеп, и тука можат да бидат магнет за Видете, знаете што, тоа се согласувам со тебе дека странците доаѓаат, гастрепајтите доаѓаат во Република Македонија, свадби, веридби и така натака. Но ние сме тука да ги разбудиме и нив дека не треба да дават и дека не треба во опасност да се стават од самите питачи, затоа што јас кажав или дека тоа е организирана мафија, јас кажав дека на таа мафија не и се плашам и се спротивставувам. Жив, здрав, прав сум, продолжуваме сите заедно, имам голема поддршка од Републичкото јавно обвинителство, од Скопското јавно обвинителство, иако имаме сега нов Скопски јавен обвинител, треба и со него работна средба да оствариме, за и понатака да продолжи таа средба. Цела поддршка ја имам од Министерството за внатрешни работи, СВР Скопје, исто го поздравам началникот, каде што се залагат по нашите дописи да излегуваат на терен, поднесуваат кривични пријави, превземат мерки, процесот се следи преку нив. Ме интересира вака, кога ќе се соберат питачите, претежно еден возрастен и 2-3 дечиња кои што ги гледаме на
голем број од сообраќајниците. Што се случува? Ги носат во полициска станица, претпоставувам. И видете, што има понатаму? полициски инспектори кои се за малолетни деца и нивна деликвенција. Добро. Има присуство на социјален работник. Мора да има присуство на социјална служба. Полицијата го известува Министерството за труд и социјала и секој ЦСР Скопје од целом и од ЦСР Скопје, од сите Кои се скопски. чекорите, да, од кога ќе се тргнат од улица? Видете, кој ќе се тргнат од улица се Дента, да, да речеме, и што се случува? полициските службеници кога имаат акцијски план, како што кажав дека они постапуваат и поднесуваат кривични пријави, каде што се бара и да им се одземе родителското право. Понатака службите од ЦСР Скопје тоа го превземат. А ако нема документи, дека Ако немат, потврда дека тие се родители? вака, се задржуваат неколку часа во полициска станица и им се отвара идентитет. Кој се, што се, од каде се, подолго време се задржуваат со присуство на ЦСР Скопје. Мислам дека и адвоката со нив има, значи сите можни законски рамки се почитуваат према правата на децата за да детето не биде исплашено, истравматизирано и така натака. Значи стручни тимови работат со нив и цела стручна служба е тука, јас она е тоа што го барав. Механизмите ние ги имаме. Ги разбудивме после 4,5 години тие механизми да работат, каде што одбива. И сега ме радува што се прави на секое одземање, на секое дете се прави увид, истражување, од каде се, кој се, што се, зошто нема лични документи, им се одзима родителското право привремено или на голем број од 70 до 90 им е одземено родителско право, привремено одземање на родителско право, се згрижува тие деца во згрижувачки семејства, се додека не се донесе главната одлука од судот и јавното обвинителство, затоа што се поднесува кривични пријави и треба да одговарат кривично и затворски и со глоба казни кои... Што се случува со детето кога ќе порасне? Кога повеќе не е малолетник? Каде одат тие деца? Видете, тие деца не остануваат на улица. Растат во таа хиерархија на мафија за питачење или што се случува? Дел се тргаат од улицата, основаат семејства, почнуваат да работат негде, што се случува со децата питачи со децата питачи? Најтрагично е до ден денеска што нивното детско право од самата мала возраст е уништено скроз. Никогаш ја немаат детската игра, никогаш немаат образование, никогаш немаат здравствени прегледи. Јас себе гледам едно ромско здружение поднесе за промена и измена на ова. Јас кажав дека ромската популација не се дискриминирани во Македонија и се конкурентни на пазарот и во образовниот систем и во здравството и сите привилегии. Ништо не е забрането. Не е забрането, сите права ги имат, како албанците, како сите националности, србите, сите националности, ова еднакво се гледа. Законот важи за сите во Република Македонија. Тоа важи и во Република Германија, и Србија, и Црна Гора, све тоа што го истражував и проверував. И тие се конкурентни на пазарот за вработување. И јас себе сите ги гледаме, ги има во маркети, во молови, во бутици, тоа мене ме радува. И тоа е примерот за Република Македонија што и они тоа треба да го сватат. Но никој не ги посочил, никој не работел со нив. Ние немаме едукација, немаме работилници. Ако сите 88 општини, двороци го исчистат и го работат домајкински со присуство на градоначалникот, секој градоначалник е должен по статутот и програмата на општината треба да го решава тој проблем. Јас го кажав, кога секоја општина ќе го решава тој проблем, верувате дека ние нема питачи да имаме. И самите граѓани се кариви кои ова години наназад го направи проблем да имаме и бум со питачењето и чистење на автомобилски стакла, каде што местото не име таму и со закон не име таму местото. Значи, еве сега ќе ви кажам пример, ние го следиме целиот процес. Сега за неколку недели собравме многу информации каде што ги даваме на СВР Скопје, за СВР Скопје и ЦСР Скопје, цела Република Македонија, владата, сите институции да си постапат према протоколот за постапување и отстранување на деца од улица, дека местото не име таму. Сега за време на летниот период иле е зголемена бројката, но не е како што беше почетокот на 2021, 22, 3, 4, 5 и 6. Намалена е бројката со некој ниво, да речеме, ако сме имале 200, сега имаме ние 70 питачи во Скопје. И тоа е голем успех на граѓаните, на медиумството, на новинарите, моето гостување, докажувањето на граѓаните дека не треба да дават и дека треба да престанат. И кога Зошто не се бара измена на законот? Да не смее да се питачи. Има неколку држави од Ама и кај нас тоа функционира, забрането. Каде што полицијата дојде и веднаш ги трга. Дали е тоа
плоштад, дали се тоа трговски центри, дали се тоа угостителски објекти, Јас како што семафори. правев со Министерството и со СВР Скопје, они имат акцијски план кои периоди во месецот постапува, затоа што полицијата не може 24/7 да биде дали убиства, нели убиства, криминали, кражби, си имаат своја работа, семени насилства и така натака, значи они не можат да го постигнат. Ние сега правиме план и начин да се формира некоја екипа. Имаме ние 2 мобилни екипи за отстранување на питачите. Не е тоа решението. Решението е кога ќе се отворат дневни центри во сите градови, тогаш ќе се намали целосно питачењето. Ќе се работи со нив, со родителите, со децата, па да се вработуваат нивните родители, мајките, татковците. Дека тој приход може и на легален начин да го направат. Да, затоа што да помогнат. јас кажав сега, сите тие питачи, сите тие автомобили, стаклата кои ги чистат на автомобилите, како ќе го соберат дневниот промет од 2-3 денара, автоматски со тоа они ги плаќаат казните према државата и полицијата. Ние тоа ја и тоа и го анализирам. Јас сега ги чекам недела-две додека го соберат прометот, знаеме колку го собират и каде завршува кај главната мафија. Но тоа е јавна тајна и сите тоа граѓани го знаат дека парите не завршуваат од дневниот промет од 3 до 4 или 5.000 денара не завршуваат кај децата. Толку заработува? Толку заработува на дете? Да, толку заработува од 3 до 4.000 денара. Поготово сега летните периоди се случува и до 5-6.000 денара. Зборуваме, еве ги сега во Охрид се префрлуваат во Струга, во Кичево, Дебар, Тетово, Гостивар, Струмица, Дојран. Значи, ние сето тоа сега го истражуваме, го работиме, го следиме целиот процес и Скопје веќе неколку недели го следев. Сега ни се враќаат на истите маркирани локации, но мене ми одговара нека ги имат, аман ќе ги соберат парите и автоматски касата ни се полни со тие поднесени кривични пријави. Они мора казната да ја платат. Од тоа нема бегање. Казната мислам дека беше 15 до 20 евра, така да мислам дека беше толку и тоа го има во целиот Балкан и во светот. Јас им кажав, ги замолувам граѓаните, престанете да им давате, ние самите ќе го уништиме питачењето и дозволете ни институциите и градини на Скопје да со помош на медиумите ги решиме нивните секојдневни проблеми. Тие, јас кажав дека Колку се вклучени, ќе те прекинам, и во други незаконски дејанија? Колку се вклучени во, не знам, во кражби, тепачки, насилство? Или не ода до таа мера? Па не, они се фокусирани на ова, јас правам едни нови анализи, нови истражувања, баш дали се учесници во кражби, во проституција. Ако денеска не заработил толку што му кажал шефот, ќе мора тие пари да ги обезбеди од друг начин. На друг начин, продавање на балони, држење во втора и трета смена, да, истите се, но сега види тоа е најинтересно. Прва смена ги избркавме, работното време им започнуваше од 9 до 15, втора смена им е од 15 до 22 и трета смена им започна од 22 до 3 часот наутро. Он мора денеска прометот да го извади. Ако не го извади, го млатат одмавање. И детето што да прави? Присилно е, мора да ја заврши таа задача, не знае со него што се случува. Јас кажав дека повеќе служби треба да работат на нив и на тие организатори на мафијата и на учесниците, втори, трети лица и нивни роднини и посредници кои ги рентаат децата, нивното место им е во затворските кели. Тоа не им бега. Јас им кажав дека дајте престанете со тоа затоа што ви се ближи крајот кај да е, затоа што ме радува јавното обвинителство веќе поригорозни мерки превзема. Сите истражувања што ги правев, представки што ги праќале, отворени има, поднесени постапки према нив да им се одземе родителско право, кривично да одговара, една затворска година му следува 2, 5, 7, 15 и така натака. Значи има ригорозни. Ако во Скопје има доволен број, да кажеме, и на служби, и на полиција, што би се случувало тогаш во Струга, во Дебар, каде што институциите се помали? Како таму ќе се справат во ова време сега на зголемен број на... Ќе бараме позасилени контроли кога има немири, нарушување на јавниот ред и мир, полиција, служби доаѓаат од другите градови, го поддржуваат градот Скопје. Ние ќе бараме да има поголеми засилени контроли. Јас еве мојот адвокат волонтерски кој не помага, дописите што ни ги пишува, бараме сега поголеми интервенции да имаме во градот Охрид, Струга, Кичево, Дојран, Струмица, Битола, туризмот каде што е
Дебар, зборував за Тетово Гостивар, ние ги разбудивме, но ги контролираме колку работи државниот орган и кога ќе видиме дека нешто не се превзема, ние веднаш алармираме и го притискаме да се движи тој проект, затоа што овој проект не смее да застане и баш туристите во Република Македонија баш треба да уживат во оној момент кој го плаќаат да на годишно ниво треба да уживат наместо да се оптеретуваат со питачите. Ќе ги разработиме службите, оваа недела треба со заменикот Гјоко да се сретнам. Често пати сум во комуникација со премиерот, често пати притискам кај него, ве молам поддршка, ми треба да се алармират повеќе полицијата, судството, измена и дополна на закони и така натака. Јас не се откажувам, ги притискам сите, вршам притисок голем колку што можам, колку што имам сила и Каде ние граѓаните да ви помогнеме? Кога ќе видиме дете питач или дете кое е изнудено да прави работи кои што не треба да ги прави. Самите граѓани треба и каде да пријават? Самите граѓани треба да го случајот треба да го пријават во секој центар за социјални грижи, на 192 дежурниот број на полицијата 24/7 каде што секој разговор се ова, дали може или не може граѓанинот кога ќе пријави на 192 или кога ќе се јави во прва полициска станица, тие веднаш треба да постапат, доколку имат на располагање полициски службеници. Тоа сме го дискутирале откако имав средби со неколку заменици, началници, командири и така натака, ми ги кажаа некои работи како идат, но ме радува иле дека бројката е намалена и питачењето е намалено. Они се префрлуваат од булевари, идат во трговски центри, од трговски центри идат пицери, сендвичари, кафичи ги вознемируваат. Но ме радува, јас седнувам и по кафичи, што не сум многу по кафичите, по седнувањата, затоа што мојата работа не ми го тоа дозволува и немам искрено време, затоа што сум посветен и на семејството, и на приватниот бизнис, и на овој проект што сакам да го истерам до крај, да еднашка крај за се да се стави и последното дете, да го отстраниме од канџите на мафијата, а мафијата да си биде во местото на затворските кели. Сакам да ми кажете дали знаете позитивна, успешна приказна каде што од улица дете е донесено во образовниот систем или неговите родители се вработени и се тргнати од улица. Постои ли такво нешто што го познавате? Па вака, мене ме радува иле што пак успеавме со помош на сите во цела Македонија, успеавме прво децата да ги спасиме од канџите на мафијата, од злоупотребата, од трговијата, од проституцијата, од посредување на присилни бракови, еве истражувањето го праве со детски присилни бракови, премногу деца. Детски присилни бракови. Да, што со закон тоа не се дозволува ни во Шведска, ни во Германија, ни во Косово, ни во Република Македонија и во целиот свет. Тоа баш го истражував и го се уште родителите се ги плаќаат, се ги продаваат децата. Они ги продаваат малолетните девојчиња во Албанија, Косово, Германија. Тука од Македонија? Да, од Македонија, од повеќе националности и ги продаваат малолетните девојчиња на повозрасни лица, каде што тоа е кривично дело и се одговара кривично од 1 до 15 или 7 затворска казна за педофилија, за продажба и едно девојче се продава на повеќе места за изнудување од 3 до 4.000 евра, едно девојче го продава за нелегален брак во дали е Германија и така натака. Ме радува што Министерството за труд и социјала, еве истражувањава сега вечерва и деновиве кои ги правев, се залагат да тоа не постои и да не функционира. Значи во повеќе земји, Шведска, гледам, донесе закон сега од 1 јуни, во изминатите години Шведска дозволило, ја не знам кој е тоа, баш ме чудеше, прво, второ, трето колено да помеѓу и роднини стапуваат во брак. Тоа е нонсенс и да ти кажам, не знам што тоа ќе се роди. И Шведска кажав, Германија тоа исто не го дозволува. Исто и во Македонија не се дозволува, мада барат околу имаме вака сега од средните училишта за една година го напуштиле училиштето од 15 до 17 за да стапат во малолетни бракови. Од моето истражување прво треба родителите да дадат согласност дека они гарантираат за нив, дека они стоят позади нив,
го поднесува тоа до ЦСР Скопје и од цела Македонија го достава до судот дали ќе го одобри или не, за да биде легален тој брак, но на крај тие бракови трагично завршуваат. И нивното тело, како што го правев истражувањето, анализите, не дозволува законот малолетни деца да раѓаат новороденчиња, затоа што може да дојде до смрт на самата родилка и на самото новороденче. Затоа што јас апелирам до сите биолошки родители. Ве замолувам тоа да не го дозволувате, не е дозволено со закон во целиот свет и во многу земји, како и во Република Македонија, не е дозволено со закон да стапуваат малолетни деца во бракови, затоа што детето треба да го продолжи животот во образовниот систем, да го живее најдобриот момент во животот и да продолжи во иднина, затоа што многу е жално сега во Република Македонија во изминатите години, тоа го гледавме, загрижува бројката, повеќето има разводи отколку стапување во брак и тоа е веќе тренд што последните тренде во Република Македонија, значи загрижувачки трендови во Македонија се помалку бракови, се повеќе разводи и покрај и помалку родени деца. Помалку родени, колку се родени, толку се починати лицата и многу ме загрижува состојбата што никоја општина, никоја институција не превзема во проблемот на бракот и семејството. Треба да се има едукација, работилници, школите, педагозите, психолозите, наставниците, повеќето тоа треба да го откриваат како што ги правев анализите и истражувањата деноноќно сега што не спиев и што се спремав. Они се први мотори кои треба да ги известат институциите дека нешто се случува со овие деца и дека не треба од самото рано детство и од образовниот систем да се дозволи тие деца да стапат во брак, затоа што на крај завршуваат фатално, трагично, нестрекно детство, треба да го живеат и прерано е за тоа, затоа што јас кажав и ги замолувам, еве јас 17 години сме во брак со сопругата. Иле све издржавме. Секогаш на маса ги решаваме проблемите кога мажот и жената со договор, со разговор. Да. Кога ќе се седне, дали е ова мој или твој, имало во секој брак и караници, недоразбирање и све. Треба да се издржи. Сега е најтрагично од првата, од 5-та до 7-та и 9-та година кажуваат експертите, стручњаците дека браковите трајат до 9, пука и готово. Ние 17 години. Јас кажав дека ние сите поранешни штитеници кои растевме во дом сме пример за државата и во општеството дека ние деца во домови не оставаме. Мене еве многу пати ме зборува Илија, не е со сопругата разведен е ова. Еве ја бурмата, јас тоа го кажав. Ние функционираме како семејство, идеме на одмори, им пручиме се како што треба. Јас Иле работам со децата и тебе ти се воскитувам, се следиме на Facebook, вамо тамо. Пример сме за многу и треба многу да учат. Јас себе апелирам до сите родители, анализите, истражувањата, све што проверував и што читав и што се подготвував, работете со семејствата. Тргнете ја кариерата, бизнисот, капиталот, моќта, власта, не е се во тоа. Го губиш најглавното во животот од своето деца, најсветото. Ја имам спомени прекрасни. И сум бил и строг и лош и извикување, некош и раката ќе игра. Мора, тоа не ти бега, затоа што треба децава на прав пат. Мене ме загрижуваат сегашните генерации на младината и му викав на премиерот. Премиере, донесете закон за работни односи од 15 години младите да идат на обуки, ресторани, кафичи, буџетот ќе се полни минимално да им се плаќа. Парковите ни се полни со проституција, со дрога, со шприцеви, со алкохол и не знам, од ова 3 деца имаме и сите имаме семејства, не знаеме што не чека во иднина. Кога општините, кога службите, кога полицијата, сите органи, ако работат како што треба и како што има строги мерки, закони се почитуваат, верувате дека ние ќе имаме уште подобра младина. Младината ни иде во ќорсокак. Они барат да се зголемува наталитетот, барат да се стапуваат во браковите. Сега младите не сакаат да размислуваат, правев исто истражување од 27 година до 30, 32, 34 не размислува за женачка. Од економски причини, невработеност, партизација, делби, омрази помеѓу ова. Јас едно ќе кажам на сите родители, сакајте се, почитувајте се, сите на овој свет сме гости.
денеска не има, утре не нема. Ја гледам многу некако во луѓето е со зло, омраза, љубоморство, нефункционирање. Се сменија времињето. Се сменија, они кога самите ќе го сменат времето, кога ќе се тргнат од партизацијата и политиката, многу подобро ќе функционираме. Нема плач во детските игралишта, нема детски жагор во населените места, ја нема насмевката, го нема викањето. Технологијата ни го зема за секојдневието и тоа ми било. Илија, ќе мораме овде да завршуваме, ми сугерираат сега од режијата дека се подготвуваме за првите студиски вести, ќе мораме се заблагодарам тука. Ќе видиме како ќе помине летото, па од септември повторно ќе се видиме. Го движиме проектот и не се откажуваме, сега само се префрлуваме кај туризмот. Така, само напред. Почитувани, овде завршува денешното студио 10. Јас се надевам дека и денеска го задржа вашето внимание. Ви благодарам на довербата со која што вниманието со кое што не следите. Благодарам уште еднаш. Останете со програмата на телевизија 24 во 12 часот со вестите Лепа Џундева. Од мене пријатно.